Актерката Мишел Трахтенберг почина на 40 годишна возраст. Мишел на публиката и беше најпозната по улогите во сериите Buffy the Vampire Slayer и Gossip Girl. Според ABC News, актерката била пронајдена мртва во средата во нејзиниот стан во Њујорк. Ја пронашла нејзината мајка. Трахтенберг неудамна имала трансплантација на црн дроб, а полицијата соопшти дека се верува оти починала од природна смрт и дека нема сомнителни околности. Мишел е родена на 11 октомври 1985 година во Њујорк, а во светот на актерството зачекорила на само 9 години. Публиката најмногу ја памети по улогите на Джорджина Спаркс во Gossip Girl и Dawn Summers во Buffy the Vampire Slayer. Покрај тоа глумеше во филмовите и сериите Eurotrip, Ice Princess, 17 Again, Law and Order, All My Children, TCI New York и многу други. Гласините кои изминативе денови кружија низ српските медиуми сега се потврдија. Александра Пријовиќ чека девојче. Веста за Курир РС ја потврдила нејзината пријателка Андрејана. Срекна сум за Александра, апсолутно. Зборувавме пред некој ден, таа одеше кај мајка ѝ. Многу сум срекна, нејзината желба да има ќерка по синот ќе ѝ се исполни и тоа е најубавото нешто. Нека ѝ се остварат сите желби. Таа и Филип се прекрасни и им посакувам се најдобро, изјави Андрејана. Во јануари беше објавено дека Александра е бремена пошто најави пауза од кариерата. Таа претходно изјави дека сака да го прошири семејството, а голема желба и е да добие ќерка. Боре Ангеловски е основач и уметнички раководител на Театар Чекори Скопје, икона на драмскиот аматеризам и театарската алтернатива во Република Македонија и поранешна Југославија, првенец во сите домени и аспекти на театарската уметност, комплетна театарска личност, театарски фанатик. Како етичко-естетска поставеност, Ангеловски е доајен и пионер на театарот на апсурдот во Република Македонија, поборник и следбеник на неконвенционалниот пристап кон создавањето комплетен театарски чин, вечен експериментатор, иноватор и револуционер на комплексниот театарски израз. Во текот на 5-децениската театарска активност, Боре Ангеловски има настапувано во 37 представи од 32 различни автори, има поставено 89 представи од 59 различни автори, има направено над 30 преводи на драмски дела, има направено драматизации на Сердарот, Григор Прличев, Тага Максим Горки, Крокодил Достоевски, гала представа по текстови на Чехов, Даниел Хармс, Ильф и Петров. Адаптации на Маузер Хамлет Машинам, Хайнер Милер, Генерација без милост, Холфганг Бурхерт, фрагменти од Мјуриел Шизгал, Теа Гери Тројатрија, Даниел Хармс, скица за театар, Семјуел Бекет, има направено 32 сценографии, 34 костимографии, има напишано неколку дискусии за театарот, има напишано сценарио за пантомима Сон во 1969 година, ја има напишано драмската Алелуја Ал Бигори во 1972 година. Македонската диригентка Елена Митревска, која живе и работи во Шведска, неодамна настапи со престижниот дански национален вокален ансамбл. Во текот на 3 концертни вечери во Мермерната црква во Копенхаген, Митревска диригираше дела од дански, но и од композитори од светската музичка ризница, кои истовремено беа проследени со спектакуларни светлосни ефекти, дизајнирани специјално за настанот од Кристијан Вајнберг Бонде. Концептот со наслов Небесна светлина има за цел да постигне комплетно доживување во кое светлосните ефекти се во комплетна хармонија со музиката која се изведува со цел да се постигне ефект на едноденоноќие. Инаку ова не е прв пат на Елена Митревска со данскиот вокален ансамбл кој важи за еден од водечките хорови во Скандинавија и во Европа. Низиното постојано работно место како главен хорски диригент е во операта
во Малме, каде во следната сезона ќе ја диригира продукцијата на операта Кармен од Жорж Бизе.